Која е здравата алтернатива на антибиотиците? Што може да направите за да ја спречите појавата на инфекции или да оздравете без потенцијално сериозни нуспојави кои бараат употреба на антибиотици? Ова се прашањата кои најчесто луѓето си ги поставуваат, особено во зимскиот период, кога настинките и вирусите се многу зачестени. Секоја зима ја имаме истата грижа. Како да ги одвратиме вирусите и бактериите кои секоја година го напаѓаат нашиот имунолошки систем. И додека некои имаат своји традиционални здравствени навики да го засилуваат имунолошкиот систем, некои тргнуваат во борба дури откако веќе е доцна. За да го спречите тоа, некои работи можете да ги промените уште денеска и да му овозможите на својот организам борба против настинка и грип. Во исхраната вклучете доста овошје и зеленчук заради високиот процент на витамини и нивното стимулативно дејство врз имунолошкиот систем. Статистиките покажуваат дека повеќето луѓе не внесуваат доволно од овие намирници. Ако и вие спаѓате во таа група, ќе мора свесно да се потрудите да ја коригирате таа лоша навика. Соодветното ниво на витамин Д е неопходно за здрав имунитет. Најдобар природен извор на овој витамин е изложеноста на сонце, но во недостиг на сонце во зимскиот период земете суплемент на витамин Д. Исто така и цинкот придонесува за нормално функционирање на имунолошкиот систем. Земањето на витамин С како додаток во исхраната во текот на студените месеци е добра идеја, но уште подобро е да се јаде разновидно овошје и зеленчук. Иако понудата на овошје и зеленчук во текот на зимата е ограничена, сепак има зимски намирници кои ќе му го обезбедат на вашиот организам она што му е потребно. Многу производи имаат способност на уништување на опасните бактерии. Меѓу нив се кокосовото млеко, кокосовиот путер, природниот мед, лукот, кромидот и зелката. Производите кои содржат пробиотици, како што е јогуртот со пробиотик, се одлични за зајакнување на имунитетот. Постојат и многу билки кои дејствуваат антимикробно, а најпознати меѓу нив се куркумата, ѓумбирот и чили пиперчињата. Куркумата заедно со изртените зрна, зеленчукот наместо житарки, млеко без лактоза и мешункасти растенија се 5 продукти кои во 2018 година ќе бидат најпопуларни, покажува истражувањето спроведено меѓу 740 светски диететичари и нутриционисти, кои традиционално секоја година ја прават своевидната топ листа на производите кои што треба да се вбројат во здравата исхрана. Потрошувачите, како што тврдат авторите на студијата, ќе се концентрираат на намалување на количествата шеќери во секојдневната исхрана, а ќе го зголемат уделот на протеините. Штом ќе се разболите, немојте веднаш да посегнувате по антибиотици. Инфекциите се навистина непријатни, но често поминуваат без поголем проблем и без последици. Па заради тоа прво обидете се со природна терапија која се состои од чаеви, супи, витамин С и многу овошје и зеленчук.